Професоре Буџаковски, што значи воведувањето на вонредна состојба во државата и што всушност тоа ќе значи за граѓаните? Воведувањето на вонредна состојба во Република Македонија значи дека владата ќе има поголема можност од преземање на непосредни мерки за справување со кризата. И тоа треба да видат во два правци. Прво, елиминирање на причините и последиците од коронавирусот кој што донесе ваква состојба во Македонија, и второто е стабилизирање на политичкиот, економскиот и другите системи кои што мора да одат паралелно со овие мерки, бидејќи видовме дека постои нарушување посебно на економскиот систем, а тоа е базата за надградба на општеството. Професоре, се најавува дека 5500 војници од армијата ќе го преземат управувањето со зелениот појас на границите. Која ќе биде улогата на армијата, а која ќе биде улогата на полицијата во овој случај? Улогата на армијата до еден извесен период беше истата, да спречи илегално влегување на лица во Република Македонија заради превенција од влегување на лица кои што се сомнителни, односно заразени од коронавирусот. А тоа не е ништо новина, тоа е заради олеснување на мерките кои што ги презема полицијата на територијата на Македонија. Има ли земјава капацитет да се справи со една ваква состојба? Малку е финансискиот дел, меѓутоа треба поголема организација, мерките треба да се планираат добро, за да можат и тие истите треба да бидат во стварно справедливи. Доколку имаме само мерки кои што не се справедливи, нема да дадат резултати. Затоа треба да се добро испланирани, добро мислени. Понатака треба да се внимава дали имаме ние доволно капацитети тоа да го спроведиме, за да можеме на крајот да речеме дека тоа дало резултати. И доколку бесконечно може да трае оваа состојба? Па предвидувањата се дека подолго ќе трае. Па ќе видиме како ќе се справиме ние како држава, иако како држава не зависи од нас. Ние видовме дека тоа е вирус кој што е донесен од надвор. Сега овие мерки би требало да дадат резултати, но последниве бројки кажуваат спротивното. Благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас.